тема спорт и ветераните играат одбојка. Колегата Петар Печков ова утро е со неговиот соговорник, со кого разговараат за случувањата во првата лига на ветерани. Петар Печков е заедно со Душан Андјушев, капитенот на одбојкарскиот клуб Борец ветерани. Ким посакаме добро утро на двајцата. Уште еднаш, колега Печков, ако се гледаме, ние имаме сигнал, ако не слушаш, добро утро. Да, тоа е пехарот, Бранко. Да, и повели со соговорникот. Печков, те слушам. Да, добро утро, Бранко. Второ јавување, да, тоа е пехарот и медаљата која што ветераните на одбојкарскиот клуб Борец ја освоија овој викенд, кога се одржа завршницата на првата одбојкарска лига за ветерани, првото издание, кое што се играше во салата Гемиџи. Добро утро му посакувам на Душан Андјушев, капитенот на екипата. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, поздрав до сите гледачи на македонската телевизија. Поздрав и до екипата во студиото. Да, во однос на времето, ова не е за вас некој посебно предизвик, со оглед на тоа што во салата неделата беше некои слични услови, така да навикнати сте. Да. Сигурно и ние и во поладни услови сме тренирали додека бевме во прва лига, така да не ни представуваше проблем. Вие сте победници на завршницата на Лига Системот, во која што учествува 7 екипи. 4 екипи се играа во Велес полуфинале и финале. Вие во полуфиналето прво го победивте составот на Прилеп со 2-0, потоа во финалето екипата на Струмица исто така со 2-0. Победивте без загубен сет. Па вака сега во лигашкиот дел од надпреварувањето изигравме 6 утакмици и сите ги добивме со 2:0. Значи немавме изгубено сет. И сега во Final Four што се одржи овој викенд, исто така ги добивме двата надпревари без изгубен сет. И можеби ова ќе влезе во историјата на оваа ветеранска лига, што без ниеден пораз и без ниеден изгубен сет го освоивме првото место и заслужено го добивме овој пехар. Да. На ова надпреварување, мислам на овој Final Four ги дојдоа представници од Одбојкарската федерација на Македонија, господинот Филип Деспотовски, генералниот секретар на Одбојкарската федерација на Македонија, ни ги подели овие пехари медаљи, господинот Ивица Хаджилјовски, и да го споменам овдека и да споменам легендата на велешката одбојка и на пошироко во Македонија, господинот Александар Жавев. Да, беше возбудливо, интересно, но бевте супериорни. Да се вратиме на почетоците. Како започна сета ова иницијатива и ова е прв пат во еден екипен спорт да има лига на ветерани во Македонија? Тоа се случи во одбојката. Кога почна сите тие настани? Па вака ние сме први зачетоци на оваа ветеранска лига, мислам во одбојка, ги замолуваме другите екипи, дали кошарка, дали ракомет, да се одважат и они да формираат оваква лига. Сето ова се случи некаде 7 ноември 2023 година, кога се формираше иницијативниот одбор во присуство на екипите на Прилеп, Гевгелија, Тетово, Велес, Струмица, 2 екипи. Беа поканити и гости од Скопје, меѓутоа тие не допатува и не можеа да формираат екипа, така да оваа година без скопјани. И ја користам исто оваа прилика да ги поканам и другите екипи, другите градови, како што е, например, Штип, па еден Проби Штип имаше на времето многу добри одбојкари, дава и репрезентативци, Антигона од Неготино, Крушево, Синалко, оваа недела се одржуваше турнир во македонски брод, исто така на аматери ветерани во одбојка, така да сакаме малкуска да прошириме оваа иницијатива и да живее оваа лига. Да, само до подсетување јавноста дека тука беа од вашата генерација која што на почетокот во средината на 80-те години беше член на првата југословенска лига, тоа сте вие, Ѓоре Арсов, Ристе Трајковски и Љубе Настов како тренер, а додека имаше представници од онаа екипа која што во 95-та го освои купот, Сашко Миланов, Јован Чаманасков и Зоран Жабев. Имаше и одбојкари кои што се биле во тоа меѓупростори, потоа играле, така да комбинација една од различни возрасти. Така, точно е тоа. Значи, ние сакаме да биде една генерација што бевме ние во прва југословенска лига, така да и се приклучија и други, не да ги речам помлади, меѓутоа во своји години, за да можат да играат и да се надпреваруваат во оваа лига. Така да се договоривме со комесарот на лигата, господинот Тони Караколев од Струмица,
оваа ветеранска лига да играат играчи со возраст од 40 години па нагоре. Меѓутоа да не бидат активни играчи, да бидат аматери, едноставно. Ние продолжуваме традицијата на одбојката во државата. Да подсетиме само дека вие работите сериозно, 3 пати неделно тренирате, значи не е оставено ништо на случајот. Така е, точно е. Тренираме во салата Блаже Коневски, во основното училиште. Се собираме по 12-13 играчи, некој пат има и резерва, некој не може да си игра со 12 играчи, така да и кога патуваме, некој пат некој треба да остане дома. не може сите да патуваат и да играат одбојка. Да, останува на крајот што на заедничко предновогодишно дружење, кога ќе се соберете, се знае ли терминот? Па вака уште не е терминот договорен, меѓутоа е уназад веќе 18 години. Онаа првата екипа што беше во југословенски простори, се собираме во декември, последната недела во декември, некаде 18 години уназад се собираме, се дружиме, се евоцираме спомени и тоа го одржуваме и се гледаме да бидеме живи и здрави. Да, тоа зборува дека не е само спортот, дека останало пријателството. Основата на спортот дека дружењето, сето тоа се застива на некои искрени човечки пријателства. Точно е. Така е и, например, ние бевме сега на турнир во Краљево, на меѓународен турнир во Краљево, каде го освоивме третото место. Меѓутоа, сите три први екипи имавме по еден пораз меѓусебно. Ние бевме трети со Сет Количник, испаднавме трето место. Меѓутоа, имаше пријатели у Краљево кои што играле во екипата на Борис од Велеско, што е Љубо Ковачевиќ, така да у Краљево многу добро не примија. Има иницијатива екипата на Футок од Нови Сад, изрази желба да изиграме еден двомеч со нив, и они кај нас и ние кај нив, така да пријателството, другарството и одбојката останува доживотно, што би рекол. Да. Душан, јас ти благодарам што беше гостен ово утро и посакувам успех и некое следно гостување. Претходното беше во април, тука ново место, ама беше некој друг амбиент, цветно и топло. Сега тоа кога почнат преварите, сега е малку поинаку. Добро, сега ние ќе продолжиме да тренираме и понатаму, меѓутоа не со таков интензитет како што трениравме досега. Се надеваме дека до година ќе биде уште подобро и чекаме подобри услови временски. Бидејќи одбојката се игра во сала, не се игра надвор. Да, Душан, јас се благодарам. Бранко, тоа беше соговорникот Душан Андјушев, капитен на екипата на одбојкарскиот клуб Борец ветерани, кои што се први победници на Лигата за ветерани во рамките на Одбојкарската федерација на Македонија, кои што го освоија без загубен сет. И ракавицата е фрлено, се надам дека до година екипа од Скопје ќе учествува. Па, колега Печков, со оглед на тоа дека разговараш со ветерани исто, како беа ветерани над 40 години, може да направиме некоја екипа, уште во одбојка не сме се испробале, да видиме до каде сме. Ти благодариме, колега Печков, и очекувајте не и од тука од Скопје.